почитувана министерка за одбрана Петровска, почитуван амбасадор на Соединените американски држави господја Агелер, почитувани колеги министри, почитуван началник на генералштабот на армијата Васко Ѓурчиновски, почитувани пратеници во собранието, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани медиуми, гости, почитувани присутни. Почестен сум на вистина за поканата денес да ја проследам најголемата мултинационална вежба Брз одговор 23, која оваа година се одржува во Република Северна Македонија, а со која се демонстрира обединетоста на НАТО алијансата. На почетокот сакам да ги споделам со вас моите импресии од професионалноста на нашата армија, армијата на Република Северна Македонија, која денес овде на Криволак сплотено и заеднички учествува заедно со уште три НАТО армии: САД, Албанија, Црна Гора и земја партнер на НАТО Косово. Годинава реализираме уште една успешна заедничка вежба со нашите НАТО сојузници, каде преку разни вежбовни операции го демонстрираме единството на Северноатлантската алијанса во име на безбедноста на секоја земја членка и во име на светскиот мир. Бележиме уште еден успех во нашите здружени акции и заедно сите ги покажуваме нашите вредности и нашите потенцијали. А тоа е и вредноста и суштината на НАТО, преку заеднички акции и со заеднички цели да се обезбеди индивидуалниот, а преку тоа и општиот мир за сите. Тоа е и причината зошто пред 3 години се приклучивме на најголемиот војно-политички сојуз НАТО алијансата, која денес обединува 1 милијарда луѓе во светот. Со нашето членство во НАТО, Република Северна Македонија не е веќе објект на геополитичка сцена, туку субјект кој активно учествува во носењето на одлуки од светско значење, заедно на иста маса со светски суперсили. Ова е најдобрата потврда за исправноста на одлуките кои што се носеа во државата пред 3 години и ова е најдобар демант за оние кои што беа против тие одлуки носени пред 3 години во нашата држава. Ја докажавме нашата посветеност кон основните постулати на НАТО со промоција на демократските вредности, градење доверба, спречување конфликти и соработка на полето на безбедноста и одбраната. Преку негување на принципите на добрососедство и примена на политиката на диалог наместо конфликт, Република Северна Македонија денес прерасна во земја фактор на стабилност, кредибилен партнер на Европската Унија и НАТО, придонесувајќи кон зајакнување на регионалната соработка и градење на мир во регионот, а со тоа и мир во светот. Со нашето членство во НАТО и учество во заедничките акции градиме силни партнерства со сојузниците и од нашиот регион и пошироко. За Северна Македонија зачувувањето на мирот и стабилноста на Западен Балкан е еден од врвните надворешно политички приоритети. Со потпишувањето на договорот Фронтекс и зачленувањето во големото НАТО семејство ги заштитивме нашите идентитетски одредници, го заштитивме нашиот македонски јазик и нашата култура. Почтитот на НАТО и силната подршка од сојузниците и нашите стратешки партнери, нашата држава е посилна и постабилна од кога било, и политички, и економски, бидејќи почетокот на преговорите со Европската Унија и стабилноста со членството во НАТО донесе подволен и предвидлив амбиент за странските директни инвестиции, кои во услови на криза достигнаа рекорден историски износ од 753 милиони евра, што е највисоко ниво на вакви инвестиции во земјата, и тоа двојно повеќе во споредба со 2016 година. Во големото НАТО семејство влеговме подготвени да отвориме ново поглавје во нашата историја, со чувство за споделена одговорност и обврска да дадеме придонес во одржувањето на мирот, безбедноста и стабилноста. Дел од таа обврска за секоја земја членка и за нас е создавање на современна, модерна армија која ќе знае да одговори на сите предизвици. Покажавме дека можеме да одговориме на тие предизвици. Затоа инвестиравме во нашата армија и ги подробивме условите за припадниците на армијата на Република Северна Македонија. Во 2022 година, со измените и дополнувањата на Законот за служба во армијата, предвидовме подобрување на стандардот на сите припадници на армијата. Само за годинава ги зголемивме платите на припадниците на армијата за речиси 8.000 денари. Ако нето платата на еден професионален војник во армијата во 2010 година изнесувала 21.000 денари, денес таа е над 46.000 денари.
заедно со закупнината која сега, за разлика од тогаш, ја земаат сите припадници на армијата. Месечната нето плата пак на професионален војник во нашата НАТО декларирана единица, заедно со закупнината е околу 51.500 денари, а платите се и повисоки зависно од чиновите на припадниците на армијата. Професионалните војници се стекнаа со право на исплата на станарина од моментот на склучување на првиот договор за вработување во армијата. И овој надоместок се покачува со растот на просечната плата. Предвидовме и поволни услови за стипендирање на млади и перспективни кадри од критични специјалности за армијата. Буџетот на Министерството за одбрана, кој растеше изминатите десетина годинава, достигна највисоко ниво и опфаќа 1,85% од бруто домашниот производ. Нашите заложби за создавање на професионална, модерна армија ги докажавме и со одвојување на скоро 25% поголеми средства за армијата споредено со лани, со што буџетот годинава е зголемен за близу 54 милиони евра. За реконструкција на објекти, за нова инфраструктура, предвидени се 10 милиони евра повеќе од 2022 година. Така се сака и се брани татковината. Со вложување во нашата армија, со вложување во нашата безбедност и во нашата иднина и со градење на стратешки партнерства. Се ова сам не може да го направи никој, а посебно не држава со нашата големина и по број на жители и по големина на територија. Затоа партнерствата со Соединетите Американски држави, со земјите членки на НАТО, идното партнерство како земја членка на Европската Унија се од клучно значење за нашата држава. Нашата војска денес располага со најсовремена воена опрема, која е тука благодарение на нашето партнерство со Соединетите Американски држави, со Франција, со Турција и со други земји членки на НАТО. Пред нашата држава во следниот период престојат предизвици кои ќе ја одредат нејзината иднина. Дали ќе трнеме по патот на европските интеграции, по патот на стабилноста, по патот на економскиот просперитет, или ќе останеме заглавени самите со себе. Еднаш, раководството на државата во 2006 година реши да чека. И чекаше од 2006 до 2016 година. Не донесе ниту една стратешка одлука за државата. 10 години на народот му продаваше реклами на телевизии, на кои што трошеа повеќе средства, отколку што денес се трошат средства за изградба на градинки, нови школи, училишта или опремување на армијата. На крајот, кога поминаа тие 10 години, сите свативме дека сме останале сами и изолирани. Затоа од 2016 година се донесоа одлуки со кои државата стана земја членка на НАТО, со кои државата почна преговори со Европската Унија. Благодарение на тие одлуки, денес ние сме држава која претседава со ОПСЕ. Денес сме држава која е од корисник на мировни мисии. Пред 30 години, денес е земја во која што други држави преговараат за решавање на своите проблеми. И јас, како што кажав пред неколку дена, ќе го предводам и ќе ги предложам сите потребни одлуки Северна Македонија да го продолжи својот пат во остварување на втората стратешка цел, а тоа е членство во Европската Унија, и се надевам дека сите политички партии во државата, сите представници на народот, сите пратеници ќе ја препознаат важноста на оваа одлука и својот глас ќе го дадат за народот, а не за лична кариера на било кој политичар во државата. Уште еднаш испраќам порака и повик за сплотеност, за заедништво, обединување и издигнување над нашите политички и идеолошки разлики во име на поквалитетен живот и посигурна иднина за сите нас и за идните генерации. Ви благодарам на честа што ми ја направивте да се обратам пред ова навистина значајна група на генерали, на полковници, на други припадници на армиите, на нашата армија, но и на нашите партнерски армии, и сакам да ви посакам успешни вежби во текот на наредните денови. Ви благодарам.